Жените треба да се грижат за децата, а мажите да бидат лидери. Ваква перцепција се уште има кај голем дел од вработените во одбраната, покажува извештајот за родова самопроценка. Мажите доминираат во однос на жените. Бројките покажуваат дека во Министерството за одбрана 32% од вработените се жени. Уште покритично е во армијата. Таму од целиот персонал само 11% се жени. Скоро половина од анкетираните во армијата, како и високи 71% од Министерството, сметаат дека мажите никогаш не се наоѓаат во понеповолна положба од жените. Потребни се определен број на активности пред се во однос на надминување на овие стереотипи и предрасуди кои што се уште постојат, секако позитивни практики за користење на татковско и родителско отсуство и определени инфраструктурни прилагодувања. И после 30 години можам да кажам дека е многу тешко да се дојде до столче на округлата маса, на столче каде што се донесуваат највисоките одлуки. Председателката порача дека жали што вистинската борба на жените во одбраната не почнува со мисиите, туку со борба за рамноправен статус со колегите мажи. Додека министерот за одбрана вели дека приоритет е поголемата застапеност на жените во безбедносните структури, не само како бројка, туку како квалитет. Кога унапредувањата во било која област, па и во армијата, се вршат врз основа на некои застарени, чудни предпоставки, тогаш буквално ги испуштаме од раце оние што можат да ја обликуваат иднината. Ги јакнеме механизмите за родова еднаквост, фокусирани на родовата обука на сите нивоа во Министерството и армијата. Прибирањето на податоците за извештајот за родова самопроценка и акцискиот план за унапредување на еднаквоста во институциите се одвивал во периодот мај-октомври 2023 година, а изготвувањето од јануари до март 2024. Процесот е формализиран преку договорот меѓу Министерството и Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор. Габриела Лескова, Сител телевизија.